Пред да се пушти во употреба, лизгалиштето поставено на градскиот плоштад во Тетово на повеќе места се оштети. За време на прославата за Нова година, дел од инсталацијата изгоре до потребата на пиротехника. Тетовци залудно се израдуваа на едни од ретките проекти за забава и рекреација во градот. Да ви кажам, треба да има нешто за младите, секогаш треба да ги поддржуваме младите. Еве овие трендови кои што се покажуваат не ни се мили на нас постарите, ни на другите. Мора нешто да направиме за младите, да остануваат, да се забавуваат и да имаме напредок на младината и на се во општеството. Коментар треба да се прави по правило. Да има за сите деца. Има простори доле кај спортскиот центар, има таму простор, може таму. Има и повеќе опции таму за лизгалишта, а не у центар на градот. Лизгалиштето требаше да се пушти во употреба на 3 јануари. Инвестицијата и на Агенцијата за млади и спорт оттаму ни стакнаа дека општина Тетово била задолжена да го чува, но и да изнајмува лизгалки. Случајот со оштетувањето го пријавиле во полиција. Се надеваа дека ќе се открие сторителот и виновникот, штетата ќе биде надоместена и лизгалиштето во текот на месецот ќе биде пуштено во употреба. Од општина Тетово пак не ни дадоа никаков коментар околу изгорената инсталација и санирање на истата. Агенцијата за млади и спорт има склучено договор со австријска компанија за монтажа и демонтажа на 7 лизгалишта во 7 општини во Македонија во вредност од 227.000 евра.